стотина, може би и повеќе, 200 години, неполно 200 години, во модерниот европски, а потоа и во американски свет, во времето на рационализмот, се појавува движење, теолошко движење, меѓу теолозите, меѓу професорите, потрага по историскиот Исус. Трагачите по тоа движење сметале дека, и се уште сметаат дека, представата што ние ја градиме за Господ Исус Христос во Евангелијата е митолошка. Тоест, црквата низ во првите векови и низ времето од историскиот Исус создала мит за Божи син и спасител. И така тие трагачи по историскиот Исус, прво обидувајќи се да најдат надвор од новиот закон извори, а такви нема, преку самиот Нов Завет почнале да селектираат, да го кинат, да го отврлаат она за кое што сметат дека е мит, а да го зачуваат само она што сметат дека е историска вистина и така да реконструираат, да го реконструираат вистинскиот лик на Исус од Назарет. И нивниот пристап секако е многу субјективен, тие тргнуваат од претпоставката дека тоа што е запишано во Новиот Завет не е вистина. Тоа тргнуваат од претпоставката дека Исус не е син Божи и дека тие чуда не се случувале. Алберт Швајцер има напишано книга Потрагата по историскиот Исус, во која што го анализира и секако, или критички го разгледува тоа движење и на крајот, всушност, таа потрага на тие теолози, најблаго кажано, завршува катастрофално, бидејќи секој трагач се стигнува до своја представа субјективна за Христос. За еден е учител, за друг е пророк, за трете пророк во смисла на човек кој што открива вистини за Бог, за некој е етичар, за некој е бунтовник, за некој е реформатор, за некој е револуционер. И така се градат многу субјективни представи за Христос. Но се почнува од желбата да се види кој е, да се разбере кој е вистинскиот Исус и секако неверието, недовербата кон Светото писмо. Прашањето или копнежот човек да свати кој на вистина Исус не е ново, не е нов копнеж, не е нова потрага. Уште на почетокот, кога Христос веќе почнува да служи, луѓето, гледајќи ја неговата невообичаеност, го постуваат тоа прашање. И затоа Христос еднаш и учениците ги праша, што велат луѓето, кој сум јас? И одговорија, па, едни мислат дека си Јован Крстител, друг дека си пророк, некој друг, Илија или некој друг пророк. И тогаш Христос ги праша, а вие што мислите? И Петар одговори, ти си Месијата Божија. И во таа дискусија што ја разгледуваме, веќе неколку месеци, може да кажеме, од 7 глава, меѓу Христос и фарисеите, често се поставува прашањето кој е Христос. Тој се открива всушност пред фарисеите. И стигнуваме до крајот на тој разговор или на тие проповеди, спорови што ги има Христос, од тука натаму веќе тој нема да има спорови со фарисеите. Завршува тој период од неговата служба. И ќе видиме завршува многу трагично. Од тука натаму веќе ќе следи неговата служба таму каде што Јован Крстител служеше, некаде целата зима ќе ја помине таму, од таму ќе се врати по повик на Марија и Марта, кога Лазар ќе се разболи почине во Ерусалим, и тука ќе помине и неголемиот дел веќе, 1/3 од книгата или последниот дел ќе биде посветен на разговорот на Христос со учениците и тамошните откровенија на Христос за неговиот идентитет. Но тука веќе завршува објаснувањето што Христос го дава на фарисеите и таа големата апологија нарекуваат тие последни стихови 32 до 40 и 2 од таа 10 глава. Како одговор на прашањето што го поставија, нели, фарисеите на празникот Ханука, на празникот на светлината, ти ли си Месијата, кажи ни искрено, доста ги мачеше нашите души. И Христос одговори со зборовите, јас
и Отецот сме едно. Не само што јас сум Христос, јас сум нешто многу повеќе. Јас и Отецот сме едно. Исто. Една суштина. Многу добро разбраа фарисеите што им вели. Затоа се наведнаа и пак земаа камења да го убијат. Бараа одговор, Христос им го даде и сакаа да го убијат. Не се да каменчиња. Како што фрламе кога некоја мачка ќе дојде, кантата да не ја преврте со ги убре. Камени со кои се екзекутира, се убива. Сака да го убијат. Сака да го убијат Бог. И Христос продолжи да им одговара. Последните зборови упатени до фарисеите. Јас и Отецот сме едно. Сакам тука, бидејќи во поголемиот дел од текстот и потоа ќе продолжи во 14 до 17 глава Христос со таа тема, тоа кој е тој, неговото единство со Отецот. Тоа е клучната вистина која тој постојано ја открива. Јас и Отецот сме едно. Тоест божественоста на Исус Христос. И сакал тука да вметнам, малку да вметнам, чувствам потреба да објаснам малку што значи тоа, дека тоа е едно со Отецот. Тоест, таа доктрина или учење за Светата Тројца, учењето за Бог. Тоа учење ни се открива во Библијата за да стави темел, да постави темел на основната тема на Библијата. А основната тема на Библијата, секој што читал Библија е така, зел да и дури не наблегувал подлабоко, едно површно читање ни открива дека главната тема на Библијата е спасението на човекот. Затоа е напишана Библијата. Затоа германските теолози ја нарекуваат Библијата Heilge Geschichte, светата историја. Во неа гледаме светата историја на спасението на човекот. Тоа е темата. Затоа е откровението дадено во Божјото Слово. И Бог се открива себе си секако во Библијата, бидејќи спасението на човекот не е возможно без познавање на Бог, меѓутоа пак тоа откровение на Бог е подредено на таа цел, спасението на човекот. Во тие рамки или со таа ни се дава откровението. Бог го открива своето битие не за да го задоволи љубопитството на човекот, не за да даде одговор на филозофите за академски цели, туку единствено за да го воведе човекот во обштење, да го врати човекот во заедницата со Бог. Тоа е единствената цел, тоа е крајната цел. Ако тоа не се постигне преку Божјото Слово, целта не е исполнета. И сите доктрини всушност, се она што е откриено е подредено на таа основна цел. Библијата да ни служи како Светото писмо кое ги доведува луѓето до спасително општење со Бог. Доктрините се поврзани и имат својата практична измерливост со оној животот на Бог во срцето на верникот. Тоа се доктрините на христијанството. А темелот на сите тие доктрини е доктрината за Бог. Таа ни откриена, уникатна е за Библијата, нема во никој друг религиозен систем, во никој друга под наводници света книга, таква доктрина за Бог каква што е откриена во Библијата. Бидејќи и спасението, кое пак произлегува од самата природа на Бог, е уникатно. Во никој друг систем нема такво спасение како што откриваме ние во Библијата. Така да, има концепти за троичен Бог некаде, ама тие само една бледа имитација, но на што го гледаме во Библијата. И сето тоа толку е рационално, толку е прагматично, толку совршено, што не може да биде посовршено. Така пасуваат и природата на Бог, и самото спасение на човекот. Наедноставно објаснато,
Тоа не може едноставно да се обясни учењето за Бог, зашто Бог е сложен, а во исто време и наедноставен, бидејќи е дух. Наедноставно кажано, Бог е еден е Бог, но тој еден Бог не е монада, туку е сложен, множествен, тој еден Бог суштества во три. И сега, во што три? И тука имаме пак тешкотија да објасниме што се тие три. И велиме три личности, што пак не е точно, зашто ние користиме термин за личност, ние сме личности, но никој не може да каже што е точно Отецот, што е Синот, што е Светиот Дух. И затоа условно го користиме ние зборот личност, меѓутоа раните учители го користиле зборот хипостас, кој е абстрактен, филозофски, за да го разграничи битието на Бог од човечкото битие. Тоест, терминот хипостас, кој не може да најде аналогија со ништо друго на земјата. Бидејќи Бог не може да се спореди со ништо во созданието. Ништо во созданието не е како Бог. Тоа е апсолутно различен, совршен во се. И затоа се користат категории кои се абстрактни и треба да ги разграничи, да не ослободи, кога говориме за Бог, од нашето разбирање за тие категории. И кога велиме личности, тие не се како ние што сме, тие се божествени личности. И затоа се употребува тој збор хипостас, кој сака да каже дека тие се три одделни битија, имат свое суштествување. Никој не знае какво е битието на Отецот, на Синот или на Светиот Дух, зашто никој не го видел Бог. Но тие имаат, и тоа го гледаме јасно, духот на Библијата, учењето за Бог во Библијата е одразено така во тие доктрини што ние, тоест тие тргнуваат од духот на Библијата. И пак ќе кажам, тие почиваат, тоа откровение за Бог почива на учењето за спасение за човекот. И бидејќи единствено така може да биде постигнато спасението на човекот. Нема друг начин. Ајде да продолжиме. Три битија. Битието на Отецот е едно и поинакво од битието на Синот и од битието на Духот, како што битието на Синот не е исто со битието на Отецот. И секој си има свое битие или суштествување. Сега, ако тука завршиме, ќе стигнеме до многобожство. Така има три Бога. Бидејќи има три битија. И затоа учењето продолжува и го зима тоа што Христос го кажува на фарисеите. Јас и Отецот сме едно, без да додаде именка. Што во древноста, па и во филозофијата, па и денес, говори суштина. Сушност е испуштено зборот суштина. Јас и Отецот сме една суштина. Кога се говори за суштина, не се мисли, ние го преведуваме со зборот природа, пак на онаа наша природа. Ние имаме човечка природа, има животинска природа, има различни природи. Нели, кога кажеме човечка природа, мислиме на она што сме ние. Природата на Бог никој не ја познава. Никој не ја видел природата, никој никого не го видел Бог. И затоа тие воведуваат термин кој треба да го разграничи нашето мислење од разбирање за природа, пак абстрактен термин, усија, кој значи суштина. Божествена суштина. Има една божествена суштина. И кога вели јас и Отецот сме едно, вели дека имаат една суштина. Битието на Синот живее во една заедничка суштина со битието на Отецот. Споделуваат една заедничка суштина или природа. А божествената суштина е божествена, совршена. Божествената суштина е бескрајна, семокна, се она што припаѓа како атрибут, како својство на Бог. И таа една заедничка
божествена природа ја споделуваат подеднакво и Отецот, и битието на Отецот, и битието на Синот, и битието на Светиот Дух. И затоа е еден Бог, бидејќи има една суштина. Отецот нема своја суштина, која е различна од суштината на Синот. Ако сите имат своја суштина, тоа веќе се три битија со три суштини, три Бога. Затоа велиме дека ние сме монотеисти, има еден Бог, кој има три битија, три хипостаси, кои живеат во една суштина, споделуваат една суштина. И сега вака дефинирано учението за Бог лежи во основата на спасението. Како, на каков начин? Има антагонизам, има крајен антагонизам, целосен дуализам меѓу Бог и човекот. Говорим за човекот во паднатата состојба. Бог во својата божествената уси или природа или суштина е совршена, праведна, света, чиста. Од друга страна имаме ние крајно корумпиран човек, потонат во гревовите, уништен, деградиран целосно. И тоа создава оттуѓување, неможност за доближување, неможност за заеднички живот, зашто Божјата светост и праведност налага отфрлање, осуда, казна на гревот, на паднатиот во грев човек, а човекот од своја страна во таа потоност, во таа темна, во таа духовна смрт не може да се доближува до Бог. Има една непремостлива пречка. За човекот, во таква позиција, човекот кој што има божествен судија, Отецот е судијата, божествен судија, има потреба од избавител, искупител, има потреба од божествена интервенција, има потреба од битие кое ќе изврши такво дело кое совршено ќе ја задоволи Божјата правда. И такво битие не може да биде нешто помалку од Бог. Не може да биде полубог. Не може да биде создание кое има божествени својства, но не наполно божествени својства. Не некој духовен медијатор, туку битие кое е целосно божествено, кое во се ги исполнува божествените стандарди за светост, праведност, а битие што целосно ги задоволува тие божествени стандарди може да биде само божествено битие, Бог. И во таа смисла Христос, кој е целосно Бог, во се е Бог, како одделно битие, станува нашиот божествен искупител, божествен савет. Со божествено дело кој од една страна целосно ги задоволува божествените стандарди за правда, за да може да биде нашиот застапник во спасението. Целосно. Неговата жртва е доволно да ја задоволи Божјата совршена правда и да ги покрие гревовите на грешниот човек. Затоа е потребна. И тука гледаме како учението за Светата Троица легнува во учението за спасението. И кога се дефинира учението за Бог, нешто што и Христос сака да им го каже на учениците, на фарисеите, па и на учениците, на слушателите. Јас и Отецот сме едно. Вие не можете да имате спасение без божествената интервенција. Вие, вашата правда е никаква. Имате потреба од спасител, божествен спасител. Јас сум затоа испратен од Отецот. Но, исто така сега, за да биде валидно спасението за грешниот човек, бидејќи човекот е потонат во гревот, одделен, оттуѓен, казнат, осуден, тој совршен избавител треба да биде во исто време и совршен човек. Во исто време совршен човек. Не получовек, не нешто, некако Херкулес, кој е роден, кога еден Бог легнал со една жена.
И во таа смисла Исус Христос не е таков. Не. Самото битие на Христос, личноста на Христос и по самиот Син Божи, зеде човечка природа, се воплоти во утробата на Марија. И зеде човечка природа, за да, живејќи тој во таа човечка природа, и живее човекот совршен живот, како човек. Исус Христос и живеа совршен живот, бидејќи битието во Исус Христос е божествено. Не е човечко. Телото, природата е човечка, но личноста, хипостасот е на Синот Божи. Тој, Синот Божи, живееше во тоа тело. Необичен човек. Во тело на обичен човек живее. И како таков, тој можеше да биде таа заменичка жртва за паднатото човештво. Во неговата жртва, тој воплотувајќи се, стана представник се принесе во жртва и обезбеди спасение за грешниот човек. Не како полубог, получовек, туку како божествено битие, кој во се е Бог, и човечка природа, кој во се е човек. Или како што еден Јован Златоуст, кој е прекрасен проповедник, вели, како човек беше гладен, но како Бог нахрани 15.000 со лебови. Човечката природа огладнуваше, но божественото битие покажуваше силата во се. Како човек беше жеден, но како Бог ја претвори водата во вино. Како човек беше носен на бродот во бурата, но како Бог чекореше по вода. Како човек умре, а како Бог ги воскресна мртвите. Како човек беше исправен на суд пред Пилат, како Бог седи со Отецот на престолот и ги суди сите луѓе. Како човек беше каменуван од јудејците, но како Бог добива поклонение од ангелите. И завршува, нека Бог ни помогне да одговориме како Тома, мој Господе и Боже мој. Значи, тоа се гледаме како грешниот човек налага божествен судија како израз на Божјата правда и светост во лицето на Сина, на Отецот. Спасението налага божествен искупител во лицето на Синот Божи. И на крајот тоа дело треба да има целосен исход, спасителното дело. Треба да има, така да кажеме, реализација. А реализацијата ја врши третото божествено битие, Светиот Дух. Светиот Дух е тој кој што човекот го, така да кажеме, уживува од таа духовна смрт. Го осветлува, за да може да ја разбере својата состојба, да ја осознае својата паднатост, потребата од Бог. Го доближува до Бог, му дава таа вера, за да дојде во покаяние, барајќи прошка, барајќи спасение. Духот го крштава во телото Христово, да стане дел од Христовото дело. Духот е тој кој што го, раѓајќи Духот, обновува, преобразува, го прави сличен на Христос, го осветува. И така гледаме како тоа дел, тој печатот, тој не запечатува до денот на избавувањето, до крајот. Духот е тој кој што сето тоа става како една заверка и го извршува, го реализира. Тоа е, така е формулирано и од раната црква учењето за Бог, кое, иако не е така јасно представено, но е духот на Христовото учење пред фарисеите. Вам ви треба божествен избавител. Јас сум тој. Јас сум испратениот од Отецот. И јас ги вршам делата на Отецот. И во таа насока Христос ќе продолжи овдека во текстот и ќе им каже: многу добри дела ви јавив. Добри дела. Убави дела. Јасни дела. Од мојот Отец се тие дела, зашто јас и он сме едно. За кој од тие дела фрлата камења по мене? Вие треба да ме осудите конкретно за дело, за постапка. Дали ме осудувате затоа што
водата ја претвори во вино и спасив една свадба. Дали ме осудувате затоа што човек од 30 години е немокен, не може да оди и го излекував? Дали ме обвинувате затоа што нахранив со 5 лева и 2 риби 15-20 илјади луѓе? Дали ме судите затоа што слеп продан човек излекував? Едно од тие дела, во кој грешив, кој од тие ме осудува? Тие фарисеите бараа од Христос аргумент им потреби. Тој вели, толку многу дела ви открив и не само што не ги направив, вели, збор што овде што го користи јавив, не открив, јавив, и да презентирав, во суштината на зборчето е порака да се прати, да се учење да се прати, нешто да се представи јасно. Јасно се представува Бог самиот Отец преку тие дела. Една јасна презентација како на слайд. Ето тоа. И вие не го примате. И ме судите за таквите дела. Јасно потврдено месијанство и божественост се отврла. И сега абсурдот на фарисеите кој е? Не, ние не те судиме за делата. Не те судиме за тоа. Ние те судиме бидејќи ти, кој што се човек, се правиш Бог. За тоа те судиме. И сега која е тука контрадикторноста? Христос, очигледно, и тие тоа не може да го оспорат, ги јавува делата на Отецот, ги врши делата на Отецот, тоест неговите дела се во ред, а во исто време го обвинуваат или му пресудуваат смртна пресуда, бидејќи се представува за Бог. И сега, кој е абсурдот? Би се открил ли Отецот преку делата на богохулник? Би извршил ли Бог дела кои никој друг не ги извршил преку неправедник? А нема поголем неправедник од богохулник. Така да гледаме колку сето тоа е нелогично, какви абсурди има во нивните тврдења, не можејќи да оспорат се она што, да го оспорат она што Христос го кажува. И во право се, единствената вистина овдека што ја откриваат, велат дека ти си човек. Да, Христос е човек. Потврдува дека тој навистина е човек, како што учи, нели, доктрината за Христос Христос. Тој е човек. Но вели, јас сум Бог. Бог кој стана човек, како што е дефинирано. Не бе оправо кога го обвинија. Зошто го обвинија? Зошто пак тргнуваа од таа претпоставка, од која што тргнуваат современите либерални теолози, Исус не е Бог. И се ние ќе докажуваме дека не е Бог. И ќе чкртаме се она што во Библијата пишува дека е Бог. Тоа го правеа фарисеите. Многу субјективно. Да, делата се од Отецот, ама ти не си од Отецот. Како е можно тоа? И затоа Христос сега пак се навраќа на Светото Писмо. И вели, не ли е напишано во вашиот закон? Кога говори закон, мисли на Светото Писмо, на Стариот закон, зашто понатаму ќе го употреби зборот писмото, пак за истиот текст. Не ли ви реков, богови сте? И ако тој ги нарече богови оние кон кој беше упатено Словото Божо, писмото не може да се урне. А на оној ли кога го оставите Отецот и го прати во светот, вие велите, хулиш на Бога, затоа што рекол дека јас сум Син Божи. И сега овде цитира од 82 псалм, краток псалм, во 6 стиха, мислам беше, каде што Бог се обраќа на судиите на Израел, корумпираните судии, кои не судат правилно. Во еден момент тој ќе им каже како судат неправедно за сираците, сиромашните, бедните, не судат правилно. И на крајот ќе изрече пресудата. Ќе биде така, ќе повика на крајот, нели, псалмот, Бог да суди праведно на земјата. И тоа е јасно. Псалмот е напишан како осуда кон
судиите на еврејскиот народ кои беа поставени од Бог како судии, им беше дадена власт, меѓутоа тие таа власт праведно не ја вршеа. И сега, зошто ги нарекува богови? Така започнува псалмот, пишува, Бог застана во собранието на боговите, меѓу боговите изрече суд. До која ќе судите неправедно и спрема нечестивите ќе покажувате пристрасност. Бидете праведни кон сирак и беден, праведен и сиромав. Ослободувајте го сиромавиот и бедниот од рацете на нечестивите и така натаму. Јасно е дека овдека Бог се обреке кон тие неправедни суди. Се зошто ги нарекува богови. Што зборче богови се користи на други места, например, кога Мојсей Бог ќе го испрати Мојсей во Египет да го ослободи народот, ќе му рече во Излез 7:1, ете јас те поставив да му бидеш Бог, и тука исто зборче како и во 82 псалм. Те поставив како да бидеш Бог на фараонот, Елохим, да бидеш Бог на фараонот. Во древноста и во тој еврејски контекст често се користи, или се прави некој разграничување меѓу определена категорија луѓе и обични. Обични смртници и богови. Но богови во условна смисла. Бог поставуваше водачи, суди, авторитети на кои што им ја даваше својата власт, им ја пренесуваше, тие да бидат како настојници на таа власт. И тие имаа право, како и што сега власт има право, да лиши од слобода човек, да го стави во затвор, па дури и да убие човек. Има власта право, во некои држави има смртна казна. Нели? И тие луѓе во Израел имаат таа власт. Тие се однесуваа како, може да се однесуваат како богови кон обичните луѓе, во смисла да им судат, бидејќи Бог им ја даваше таа власт. Бог му даде власт на Мојсей да отиде пред фараонот и му каже, ослободи го мојот народ. И кога фараонот не се покоруваше, Мојсей им носеше неволи. Не тој, Бог ги носеше. Но тој беше како Бог таму поставен спорба. Не беше обичен смртник. Власт му даваше Бог на тие. И му даде Бог на Мојсей. И така во тој контекст е употребен и овој израз во Асавов псалм. Меѓутоа, и Бог поставува, секогаш ще поставува своји настојници над луѓето, кои се повисоко поставени, имаат повеќе власт. Јас немам власт некого да го заклучам во затвор и 10 години да го лишам од слобода. Меѓутоа, судијата во судот има таа власт. Властите, премиерите, министрите имаат уште повеќе власт. Ја нема таа власт, јас што имам. Ама што доаѓа одговорноста? На крајот на Кришта Бог им вели на крајот во тој псалм, ќе загинете како обични, ви сте обични луѓе, не заборавајте дека сте обични луѓе. Ќе умрете како и сите луѓе и ќе паѓате како секој кнез, како секој владетел. Иако имате власта на Бог, не сте богови. Иако имате повеќе авторитет, моки, на крајот на краиштата умирате како и секој друг човек. Но одговорноста е поинаква, поголема. И тоа се однесува и за светските власти, а тоа се однесува и за власта што ја дава на луѓето во црквата да водат. И на секој му е дадена таа власт. На родителите им е дадена во однос на децата, на сопругот во однос на сопругата, на старешините во однос на црковното членство, на по-зрелиот во верата во однос на оние кои се понови и се воведуваат во верата. Дадена власт, но за која што треба многу високо ниво на одговорност. Зашто на крајот на краиштата и пред Бог има одговорност, голема одговорност. И денешните власти се богови, во таа смисла овдека, зашто Бог им дал власт и ги поставил. За жал, како што се случило и во древноста и денес, не се на нивото на својата одговорност. А за да се, ние треба да се молиме за нив. И затоа Библијата ни заповеда да се молиме за властите, за да осознаваат во каква позиција се. И така, Христос им го кажува. Видите што пише во Словото. Вашите судии
властите од минатото Бог ги нарекува богови, зашто во таа смисла се богови. И ако нели кон тие на кои што беше упатено словото со диите, нели словото се зима за право, Божјото слово кое не е променливо, кое е вечно, тогаш јас кој сум Бог немам право да се наречам син Божи. Луѓето ги нарекувате, а самиот Бог му забранувате да се нарече дека е Бог. И тоа е оно абсурд пак што сака да им го каже. Тоест, користи таков фортиори аргумент или од помалку силното кон посилното. Така и употребава форсира, нели од тука, нели. Тоа е основата на зборот. Сила, форсирање. Или малите, ништожните словото ги нарекува Бог. А јас кој сум Бог, вие ќе ме убиете, зашто јас се нарекувам Бог. Зашто сум Бог, навистина сум Бог. А словото, вие не можете да противречите на словото. Вие се држите за словото, бидејќи сте фарисеи, вие сте и дури ги пофалува порано таму во 6 глава, дека се најучени, дека многу време одделуваат, дека зашто знаат дека преку законот се спасуваат, преку словото или како беше се спасуваат и така натаму. Имате вечен живот во истражувањето на словото, а токму тие сведочат за мене. И пак ќе кажа, не поверуваа. И покрај толкуте проучувања, бидејќи исто како и многу луѓе денес пристапуваат кон словото со намерата да оспорат, а не да поверуваат. Како што прават либералните теолози, како што правеа фарисеите, како што прават многумина. Проблемот е кога човекот, и тоа е големиот, и тоа е најтрагичното, кога човекот, а тоа го пропагира современиот хуманизам, дека човечкиот ум е критериум за се. И човечкиот ум е критериум и за словото на Бог. Не е така, зашто човечкиот ум е ограничен, е подложен на грешки, на совршености, а словото на Бог е совршено, вечно. Не може човечкиот ум да го коригира Божјото слово. Божјото слово е коректорот на човечкиот ум. И секој што се обидува да пристапува кон словото на Бог, критикувајќи го, сакајќи да му најде мана и да каже дека тоа не е право, неговото му право, нема да стигне до спасение. Тоа е. Како што ели Августин, поверувај и ќе разбереш. Со вера пристапи и ќе сватиш. И тоа беше проблемот во таа потрага на фарисеите за Месијата. Ти цело време сакаа да докажат дека тој не е Месијата. Цело време сакаат да го фатат. И колку пати во Евангелијата ние ќе најдеме, зашто сакаа да го фатат, сакаа во стапица да го фатат. А тоа ги правеа работите. Веќе не сакаат да веруваат. И Христос, откако им дава аргумент од Словото, бидејќи Словото и неговите дела одат секогаш заедно, продолжува и се вели, во ред, ајде, ви кажав Словото што говори. И јас се повикувам на Словото, го имам правото да се наречам Бог, бидејќи сум Бог. Како што Словото е ништожните, бидејќи им дава Бог некаква власт, ги нарекува богови. Со мало Б, не со големо Б. Во нашиот текст со големо Б е напишан Псалмо 82. И продолжува, во ред тогаш, ајде пак да се вратиме на делата. Ако не ги вршам делата на мојот Отец, тогаш воопшто не ми верувате. Ама ако ги вршам, макар што мене не ми верувате, тогаш еве на моите дела поверувајте им. За да разберете, поверувате дека пак Отецот е во мене и јас сум во Отецот. Едно сме, една суштина сме. Делата говорат. Нов, нели, пак се повикува на сведоштвото на делата. Има сведоштво на писмото и сведоштво на чудата, на делата што тој ги правеше. Зато тој го употреба тоа зборче. Делата презентираат, откриваат, делата јавуваат, делата раскажуваат, поучуваат, откровение се моите дела. Сведочат за авторитетот, божествениот авторитет.
И затоа кога пристапуваме кон тоа да сватиме кој е Христос. Денеска службата беше така со во древен стил, и јас макар би така древна, спроти ересите, туку за утврдување на вистинскиот идентитет на Христос. Нешто што го правиле многу често во древноста. Дали на вистина Христос е Бог? Не можеме да се подпираме само на зборови туку и оно што тој правил, зашто тие се неоткинлив дел од Светото Писмо. Не можеш да ги предскрташ делата. Како што овде Христос тоа им вели. Не можете да ги обидете се како ќе ги тргнете делата од мојот живот, она што јас сум го правил. И тоа го прави рационализмот денешниот, не можејќи да ги свати со својот делата, а тоа не е возможно. Тоа е измислено, тоа е допишено. Тоа се митови. Ние треба да ги тргнеме за да стигнеме до вистинскиот лик на Христос. Ама не можеш да ги тргнеш, тие одат заедно. Словото, вели, и моите дела. Тие се Словото. Тие се откриеното од Бог Слово, она што го правам јас. Делата на Отецот. И затоа, вели, ај на моите зборови не верувајте ми. Осудете ме дека сум богохулник, со тоа што изјавам дека сум Бог. Ама, што откриваат моите дела? На тоа градете го вашето учење. На тоа градете ја вашата вера. И тоа ќе имате неоспорлив доказ дека всушност поза сето тоа стои пак Отецот или Бог, кој мене ме испрати. А ако тој ме испратил, значи јас и тој сме едно. Да, секој објективен поглед на Словото така земено, не кинејки, не прецртувајќи ништо, имаме јасен одговор на прашањето кој е Христос. Тоа е Божествениот Месија. Тоа е Синот Божи. Тоа е објективност, разумниот објективен заклучок кој на крајот ќе го добиеме. Не маченик, не морален учител, не револуционер. Бог кој дојде да го надмине тоа антагонизм, таа спротивставеност меѓу светиот, совршен, правен Бог и потонатиот, умрениот во грев човек. И знаете ли, и тоа и нашето сведоштво треба да биде истиот начин. Нашиот збор и нашиот живот треба да додат секогаш заедно. Не можеме ние да кажеме, како што велат, не гледај што правам, слушни ме што зборам. Треба, како што Словото е надприродно, божествено, и нашиот живот е надприроден. Како што Христовите дела беа надприродни. Неговото учење беше надприродно, божествено, и животот што го живееше, делата што ги правеше, беа надприродни. И никој не можеше да го оспори тоа. Понатаму, во следната глава, тој ќе воскресне човек кој 4 дена бил во гроб. Нешто што, ако фарисеите можеа да оспорат некој од делата, ќе го оспореа. Но сите дела на Христос беа неоспорно чудни, чудотворни, божествени. Нашиот живот треба да се покаже исто така како чудотворен, бидејќи со нашето духовно раѓање имаме нова природа, а новата природа е божествена природа, духовна природа. Светиот Дух доаѓа да живее во нас. Божественото битие. И животот на Светиот Дух во нас, присуството на Светиот Дух, треба да се види во еден надприроден живот. Кога говорам надприроден, мислам на оној природен кој што е нормален поради телесните органи на смртта, поради страстите, поради законот на гревот. Божествениот живот е поинаков. И тоа треба да се види тоа ново создание во нас. Тоа е поинаков живот. Инаку нашето сведоштво, да, се согласувам дека Бог работи преку Словото и Светиот Дух го оживува тоа Слово во срцето на грешникот. Тоа го прави Светиот Дух преку Словото. Меѓутоа, во нас треба да се гледа како што Христос вели чудотворното дејство
на тоа слово во нашиот живот. Таа преобразба, таа нова природа. Нешто надприродно треба да се види во нас. Она што не се гледа кај обичните луѓе. Да, за обичниот човек не е природно да го сакаш непријателот, противникот. Ама во животот на верниот човек треба и тоа да се види. Јас сум пак разбрав некој човек кој бил така говорник и христијанин, многу познат, бил убиен, не го знам, не сум, јас не следам социјални мрежи. Слушнав и да видам, да разберам кој е тој човек секако. И оно што можев да видам, пак беше ужасно, христијани меѓу себе, христијани. Како оваа смрт предизвика да се јадат пак христијани меѓу себе. И тоа пак спорови да бидат на приврзани се кон една идеологија кон друга идеологија. Приврзаниците на една идеологија да напаѓаат друга идеологија, политичка и така натаму. И се велам, кај е новата, кај е над природното, новата природа во христијанот, кога јавно, пред очите на светот, се расправаат меѓу себе и се обвинуваат. Еднија користат смртта за да нападнат други, другите користат таа смрт за да кажат дека тој бил лош, не знам, со Русија или со Путин и така натаму. Место таа жртва да послужи да се обединат христијаните, пак на крајот тоа водат до спротивставување, зошто бидејќи не се пријатели. Ама тоа што не се пријатели не е причина да не се сакаат, како што вели Христос. Любете ги и своите непријатели. Можеме ли да кажеме на луѓето, вере тебе во Словото ако не веруваш? Верувам на она што Словото го прави и Бог во мојот живот. Како што Христос им рече, зашто на крајот на краиштата, ако они поверуваат на тој надприроден живот, не може тоа да го откријат од дејството на Словото во нас. Затоа Христос неизменечно ги дава тие аргументи, Словото и животот, делото. И како пак се, и на ова, кога тој на крајот рече, јас сум во него, он во мене. Пак, исто сме, едно сме, сака да каже, повторно, немајки што да вратат, се наведнаа да земат камења, да го убијат. И пишува, и последниот стих е овдека во овој текст, така силен, сакаа да го фатат, но тој им се истргна од рацете. Знаете, овдека ова зборче истргна е истото зборче што во претходниот текст менато тоа да го гледаме два пати го користи. Никој не може да ги истргне или да ги грабне или да ги земе од мојата рака и потоа никој не може од отецот, од раката на отецот да ги истргне, да ги грабне. А овдека истото тоа зборче пак е употребено да се види како Исус се истргна, се извлече од раката на фарисеите. Не може да го задржат. И да гледате таа аналог игра на зборове Јован што говори. Ние сме во Божјата рака, во неговата рака, раката на Отецот, и никој не може од таму да не истргне, да не грабне. А во исто време пак никоја друга рака не може да не држи во заложништво. Во Божјата благодат, кога ќе се протегна рака, тој не истргнува од таму, како што Христос ја истргна. Не може никој да стави рака над Божите овци. И со ова завршува таа долга дебата која кај нас е во колку глави? 7, 8, 9, 10, 4 глави, а временски се 4 месеци можеби, од септември до крајот на декември. И како заврши? Многу трагично. Исус отиде Јордан, отиде границата на ветената земја, таму каде што Јован Крстител крштеваше и остана таму. И кој е резултатот? Остана таму некаде до Пасха, до пролетта. Мнозина дојдоа кај него и говорија, Јован не направи ниту едно чудо, но се што рече Јован за него беше вистина. И мнозина таму поверуваа. Интересен рад, колку интересно.
си отиде Христос од Ерусалим, кај што помина долго време. Многу чуда направи, многу проповед. Тој тамо се откри како лебот на животот. Добро, лебот на животот беше во Галилеја, како светлината на светот, како добриот пастир. Јас и Отецот сме едно. Јас сум уште пред да се роди Авраам. Таму исцели слепороден, таму беше ислекуван оној на бањата Витезда. Не поверуваа. И сега отиде таму кај што нема храм, нема богослужба, нема свештеници, нема традиција. Таму каде што Јован Крстител крштеваше во дивината. Каде што оддалеко доаѓаа луѓе да се крстат кај него. И поверуваа. И видите, поверуваа на сведоштвата на Јован Крстител, на она што тој го говореше за Христос. Секој дека и Христос исто и таму говореше, проповедаше, но основата она на што тие поверува бе сведоштвото на Јован Крстител. Иако нито едно чудо не направи, неговите зборови, вели, словото што го говореше беше правилно. И ова е навистина, ова е трагично на крајот што го читаме. Трагично за оние во Ерусалим до кој толку близко беше словото, толку видоа слушнаа и пак нивната потрага по Месијата заврши трагично. Таму, отаде реката, луѓето поверуваа. Исус ги повика, дојдете кај мене сите што сте жедни. Дојдете. Не дојдоа. Таму каде што луѓето ода да се крстат кај Јован Крстител, дојдоа кај Христос. И тоа е вистината за Божјото дејство. Бог затвора врата на едно место, отвора на друго место. Ние не можеме да ја контролираме Божјата работа. Не можеме да ја манипулираме Божјата работа. Нашата служба за Бог. Под контрола е само на Бог и на Светиот Дух. Можеме само да бидеме верни во службата. На почетокот, во третата глава, му рече на Никодим Христос за Светиот Дух е како ветрот. Никој не може да го контролира. Ветрот доаѓа од каде што сака, оди каде што сака, ти не знаеш. Има целосна сувереност. Никако не може да биде никако контролиран од човечката волја, од човечката желба. И вели, и така е со раѓањето од Духот. Така е со раѓањето од гора. Но знаете што овдека пак, она охрабрувачкото. Јован Крстител проповедаше, некаде уште во 3-4 глава, мислам, би требало да се случи смртта на Јован Крстител, екзекуцијата. Ако така споредиме, 5 глава, ако споредиме со другите, настанете со другите евангелија. Овдека не е дадена смртта на Јован Крстител во Јован, но настанете што ги има во Галилеја, кога тој оди се движи, тука некаде се случува смртта на Јован Крстител. Тој не е жив да го види сето тоа. Но неговата проповед на крајот гледаме како е благословена. Мнозина поверува таму каде што тој служеше. Нашиот труд во Господа не е напразен. И не е важно дали чуда правиме, зашто нели многу некои се подпираат на чудата. Ниедно чудо Јован Крстител не направи. Но неговото слово беше вистиното и се потврди како вистината. Проповедај го словото, вели Павле на Тимотеј, во погодно време и во невреме, секогаш. Зашто на крајот на краиштата, без разлика што мислат луѓето за Исус, секој ќе разбере дека тој е Бог, дека тој е Синот Божи. На крајот секој ќе дојде пред него и ќе се поклони. Ние сега предупредуваме, сега кажуваме. И сега им ги откриваме доказите кои се безбројни. Да веруваме. Ако некој не верува, слуша, може би сега на интернет или ќе слушава проповед. Христос вели за себе дека е Синот Божи. Јован Крстител тврдеше дека тој е јагнето Божи, кој го дава животот за гревовите на светот.
Јован на почетокот вели дека тој е вечниот Логос, дека тој е Бог, целата вечност. Со вера треба да се пристапи кон тие зборови, кон делата што Христос ги правеше, со власта која покажуваше, бидејќи сето тоа говори за неговата божественост. Неоспорни се тие. И секој кој искрено пристапува кон Словото со искрени намери, барајќи искрено Бог да му ги открие со вера, Бог го прави тоа. Секој што ќе дојде со вера е прифатен. Има еден англиски новинар, Френк Морис, кој напише книгата Кој го тргна каменот, така некако беше, кој го помести каменот, бил скептик и земал да ја проучува, да истражува докази за Христовото воскресение. И на крајот стигнал до заклучокот дека Христовото воскресение едноставно не може да се оспори. И станал верник. И напишал апологетска книга за Христовото воскресение, давајќи аргументи. И тоа, она што Христос цело време го вели на фарисеите, не можете да го оспорите тоа. Не можете, неоспорливо е. Затоа да се молиме ние за отворен ум, да го читаме Словото, тие зборови, на крајот на краиштата да бидат арома за животот. И ние, променувани од тие зборови и Светиот Дух, да бидеме ние, нашите зборови, нашите животи, Христова арома. Тоа е нашата цел. За некој да ќе бидеме арома за живот, за некој ќе бидеме арома за смрт. Но нашето присуство, нашето живење, нашето зборување треба да шири миризба на Христос, да носи присуство на Христос, зашто божествениот живот е во нас. Бидејќи имаме нова природа. И нека Бог ни помогне да живееме таков живот. Живот с кој ќе биде сведоштво за оние што се околу нас. Тие неколку глави овдека открива суштината на Христовата служба, тие се суштината и на нашиот живот, и на нашата служба. Едно постојано сведочење за делото на Христос, за спасение на човекот. Зашто на крајот на краиштата тоа е смислата на Светото Писмо, тоа е смислата на нашето спасение. Живот со Бог и тој живот да биде откриен во животот на други луѓе. Нека Бог ни помогне за тоа. Амин. Бај да се молиме. Татко Небесен, ние ти благодариме за тие јасноти кои ги даваш, откриваш во Словото, тоа Свето Писмо кое е нашето спасение, нашата храна, нашиот живот. Светото Писмо, пишанот во збор, живот на Исус Христос. Она што не променува, не преобразува, она што не води во заеднички живот во целата вечност со Бог. Затоа, Господи, Татко Небесен, ние ти благодарим. Ти благодариме за тоа што ни даваш откровение, јасно за Христос. Ти благодариме за тоа што ти не водиш во тоа спасително општење, да го живееме животот и да бидеме дел од тоа општење кој го има внатре во Божествената Троица. И ние да бидеме дел од тој божествен живот и да се насладуваме на љубовта, на радоста, на добрината, на милоста, благодата, на се она што е карактеристика на твоето битие. И се молиме сето тоа да биде се повеќе присутно во нас. Да изобилува се повеќе тој живот во нас. За да бидеме оспособени се повеќе тој живот да се гледа наоколу и се молиме, Господи, тој живот да ја поплави Македонија. Се молиме, Господи, кој имаш начини, семоќен Бог, полн со добрина и милост, покажи, Господи, милост кон народот. И избави го, Господи, од таа темнина. Поплави ја, Господи, Македонија со Твојот збор, поплави ја со дејството на Твојот дух, за да има спасение. Да станеме, Господи, како народ, Твој народ.
Затоа се молиме повторно за управниците, оние кои се поставени од Тебе како наши богови кои ја практикуваат Твојата власт, на кој што Ти си им е доверил. Да имат сознание, да разберат, откри им, Господи, преку Духот, каква одговорност имат и која е нивната задача. Се молиме, Господи, и ние како христијани да го имаме тој живот, да ја шириме Твојата арома, верувајќи дека Ти кој што имаш свој народ, меѓу нашиот народ, ќе ги спасиш Твоите. Со таа надеж, Господи, поттикнувај не, охрабрувај не, да ја шириме Твојата арома. Во славното име на Господ Исус Христос, нашиот божествен спасител и искупител, се молиме. Амин.